Злоупотребата на административните ресурси на локално ниво за време на локалните избори 2025 година се спроведуваше во 26 општини, урбани и рурални општини, со над 70 акредитирани наблюдувачи од повеќе од 10 граѓански организации. Она што имаме да го наведеме како клучни индикатори се од различни системски карактер, и тоа повеќе од 300 случаи на користење јавни објекти за кампањските цели, регистрирана злоупотреба на административни ресурси на локално ниво во сите 26 општини, што укажува на широка практика. При тоа беа користени исти типови на злоупотреби, и тоа најмногу од политичките партии кои што беа вклучени во изборниот циклус, и при тоа оваа злоупотреба на административните цели не беше ад хок, туку беше структурирана. Следен индикатор кој што може да го наведеме е недостаток на транспарентност и непостоење на јавни одлуки. Најмногу се користеа детските градинки, училиштата, потоа јавните и националните установи и секако се користеа музеи, галерии и така натаму. Она што наведува на административна злоупотреба на овие објекти е не самото користење на објектите, туку поради тоа што не постои пропишана и структурирана процедура за тоа дали се издаваат со плаќање, со фактура, дали се издаваат според мислењето и потребите на директорите на тие установи и тие објекти, и при тоа може да забележиме дека поголемите партии имаа повеќе пристапност до овие објекти и институции во споредба со независните кандидати на кои што не им беше даден доволно простор за да може да учествуваат еднакво во изборната трка. Политичката моќ и пристапот до ресурси е исто така една од клучните индикатори кои што наведува на административна злоупотреба на локално ниво за време на изборите, односно многу проекти од национално ниво беа користени во партиските кампањи и митинзи, при тоа јавни и национални и општински проекти беа наведувани и кажувани во политичка и партиска функција, односно не тоа дека е проект на општината или на определено министерство, туку дека е проект на самата партија, што исто така доведува до целосна административна злоупотреба на локално ниво. Она што може да го кажам како позитивен пример е користењето на службените возила, односно од 26 мониторирани општини, во само 7 општини беше идентификувана злоупотреба на службените возила, а при тоа морам да наведам дека она што поттикнува надеж е креирањето и постоењето на самиот регистар за службени возила и секако поставувањето на црвени регистарски таблички, со тоа што морам да дадам уште една препорака, а тоа е целосно вклучување на сите возила кои што се од институциите и од општините и целосно ажурирање на сите тие информации за службените возила. Друг индикатор кој што секако мора да се спомне е користењето на Facebook страните, веб страните на институциите и на општините во насока на партиските цели, односно многу кандидати, многу партиски проекти од програмите на политичките кандидати беа објавувани на веб страните на општините кои што пак служат како јавно гласило за сите граѓани на општината, а не само за определена политичка партија, што секако фаворизираше еден дел од политичките кандидати. Она што исто така беше забележливо на терен е големото присуство на високи функционери партиски и национални и функционери на национално ниво, и тоа за време на работното време и промоција на проектите за нивните кандидати. Исто така, една модерна форма на злоупотреба се, како што кажав, и социјалните медиуми, кои што пак од друга страна не се никако законски регулирани и при тоа не може да подлежат на никаква дополнителна санкција или казна или барем некаква препорака.
Во делот на препораки за злоупотреба на административните ресурси би ги издвоиле следните. Најпрво, подобрување на методологијата и консистентност во следење, кое што се однесува на воведување стандарден протокол во потврдување на случаевите. Вториот, ако не и најбитен дел, е подобрување на правната рамка, односно воведување на измени во одредбите на изборниот законник и тоа во делот на јасна дефиниција што представува јавен објект, понатаму услови, процедури за јавни простори и политика за надзор и санкционирање при прекршување. Во делот на контрола и транспарентност во користењето на јавните ресурси, потребно е воспоставување на централизирана и редовно ажурирана база со сите јавни објекти кои што можат да се издаваат, ценовници, како и листа на одобрени барања, за да биде јасно и транспарентно кој и кога во тој објект би имал организирано настан. Понатаму, ограничување на промоцијата на финансирани проекти во изборниот период, односно минимум забрана од 3 месеци пред кампања. Во делот на обуки и насоки за јавните институции потребно да се развијат упатства за однесување на изборниот период, зајакнување на капацитетите на граѓанските организации и тоа обезбедување на дополнување со мониторинг во медиумско следење и дигитален мониторинг на социјалните мрежи, како и посебни препораки за рурални и помали општини, односно да се засили мониторингот на неформални договори и нееднаков пристап до јавните простори.